Почитувани граѓани, изминатите 10 години Македонија ја живее агонијата на владењето на ВМРО-ДПМН и ДУИ. 10 години обременети со незапометено нерационално трошење на буџетски пари, плячка на буџетот и одлевање на парите на граѓаните на сметка на офшор компании во Белизе и слични дестинации, масовно кршење на човековите права, неказнет криминал и злоупотреба на власта, рекордно иселување, односно евакуација на младите од земјата, невидени притисоци врз граѓаните, администрацијата и рекетирање на фирмите, потиснати и партизирани институции, масовно прислушкување, кражба и фалсификување на избори, рушење на сите демократски принципи. Почитувани граѓани, дојде моментот да се стави крај на злосторничкото здружение на ВМРО-ДПМН. Дојде моментот да се стави крај на криминалот и корупцијата на владата на ВМРО-ДПМН и ДУИ. Дојде моментот да се стави крај на плячката на буџетските пари, да се стави крај на самоволието на власта и кршењето на човековите права. Дојде моментот да се одземе лиценцата за убивање што некој незаконски си ја присвоил. Затоа ја поднесовме иницијативата за распуштање на собранието. Затоа бараме избори на 11 декември, избори на кои не смее да има влечење за уши на избирачи, избори на кои не смее да ливче да снема, избори кои не смеа да бидат циркус Медрано, избори на кои не смее по 50 луѓе да бидат запишани на една адреса, избори на кои не смее да се гласа со лажни лични карти, избори на кои не смее гласачи да шетаат и да гласаат на повеќе гласачки места, избори на кои не смее да има притисоци, закани и уцени на избирачи, избори кои ќе бидат слободни, фер и демократски. Колеги пратеници, денеска, на крајот на овој невообичаен, краток и турбулентен мандат, ќе си отидеме дома. Ќе ги сумираме впечатоците, кој за што се залагал, кој за што се борел, кој што штител. Тие што штитевте криминалци, тие што оправдувавте тортура, криење на убиства на млади луѓе, плячка на буџетски пари, треба да им објасните на своите деца, родители, внуци, роднини, пријатели, избирачи, за што сте се бореле. По бомбите на Заев не можете да кажете дека не сте знаеле. Ние што се залагавме за враќање на демократијата во Република Македонија, за враќање на парите кај граѓаните, за заштитата на човековите права, за казнување на криминалците, ќе продолжиме да се бориме за тие вредности и заедно со граѓаните на 11 декември ќе се избориме за подобра иднина, за поправедна Македонија, за Македонија за сите. Почитувани граѓани, во изминатиот период постојано не прашувавте кога ќе ги симнете криминалците од власт и дали ќе одговараат. Формирањето на специјалното јавно обвинителство е првиот знак на нашата заложба за казнување на криминалот, за нашата цврста решеност криминалците да одговараат. Почитувани граѓани, на 11 декември заедно ќе ги симнеме од власт, заедно ќе победиме, бидејќи на 11 декември ќе победи граѓанска Македонија, праведна Македонија, слободарска Македонија. Ви благодарам. Почитувани пратеници, представници на медиумите кои што се денес присутни во салата, граѓани на Република Македонија. Побарав збор, се разбира, ќе говорам и за добрите работи што ги има направено овој парламентарен состав и оваа коалиција, а и за слабостите што ги покажа во текот на своето владење. Ова го велам затоа што не е толку црно како што се обиде има за обврска да ја прикаже работата на владата опозицијата,
Значи се случиле и убави работи, се случиле и убави инвестиции, се разбира, тој што работи и прави грешки. И е добро што секоја земја има позиција и опозиција и секогаш опозицијата треба да биде коректор на власта која што работи. Значи треба да биде коректор кој и навистина таму каде што има грешки, каде што има пропусти и власта и владата се разбира да работат подобро. Ке говорам и за достигнувањата, да ви кажам право како пратеник кој што ги представува албанците во ова собрание. Се чувствувам добро што во текот на моите мандати Собранието на Република Македонија гласаше два многу значајни закони, значајни за албанците во Република Македонија. Официализација на Тетовскиот универзитет и официализација на или пак основањето на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Така што за нас албанците ова не е мала работа. Велам не е мала работа затоа што се знае во кој број се албанците присутни во Република Македонија и официализацијата на Универзитетот во Тетово требаше да се случи многу порано во 90-тите години. И сигурно и основањето на Универзитетот Мајка Тереза, ако се случеше порано, ќе беше подобро. Меѓутоа, ќе бидам и критичен кон тоа што се случило во Република Македонија. Ќе бидам критичен затоа што исто така е одговорност на овој состав, било да е пратенички или владин состав, што ние не успеавме да ја расветлиме аферата за прослушувањето. Велам, не успеавме ние како пратеници, барем тука да бидеме на чисто и да излеземе и да им кажеме на граѓаните кој ја менаџираше таа афера или пак кој прислушуваше. Во текот на цело време слушаме од македонската опозиција дека тоа го правела ВМРО-ДПМН или највисокото раководство на ВМРО, меѓутоа во исто време слушаме од ВМРО-ДПМН дека прислушувањата се случувале од поранешни структури на МВР и така натака. Меѓутоа, како и да е, јас како пратеник, албанец, немам одговор пред моите граѓани во оваа насока и овој проблем ќе остане и по овој пратенички состав. Исто така, останува да се расветли и случајот Монструм до крај. Тоа не е само интерес на граѓанинот албанец или пак на тие што се на доживотен затвор во затворите низ Македонија, за да се расветли овој случај до крај, туку е ова интерес и на секој граѓанин кој што е и од македонска етничка припадност или пак на лицата кои што се потесно семејство или пошироко семејство на луѓето што се затворени поради случајот Монструм. Велам, имаме одговорност и во оваа насока, исто така и во насока на случајот Куманово, случајот Ѓорче Петров, треба да се расветлат и најмалите кавги што се случиле или пак што некој ги манипулирал, велам, најмалите кавги, може би изгледаат мали за нас, меѓутоа семејствата чии што деца претрпеле или настрадале од тепањето на улица или во автобусите или во училиштата, тоа се мали, тоа се големи, се извинувам, настани за семејствата и останува еден иден парламентарен состав, една идна влада да пристапи на оваа работа со поголема сериозност и на вистина овие случаи да се расветлат до крај. Ова го велам затоа што никој од нас, и ќе бидам, сакам да бидам коректен и искрен кон граѓаните, значи ние, пратениците од власта, не сме ни помислиле да гласаме за основање на специјално обвинителство, затоа што сме ценеле дека не ни е потребно. Меѓутоа, настаните што ги спомнав, случаите што ги спомнав и многу други случаи доведоа до специјалното обвинителство. И ние како пратеничка група сме дале подршка, целосна подршка на специјалното обвинителство токму заради овие случаи што ги набројав. Со надеж дека навистина специјалното обвинителство со својата професионалност ќе се позанимава со овие случаи и ќе ги расветли.
Почитувани пратеници, јас како пратеник кој што е веќе неколку мандати тука во Собранието на Република Македонија, велам дека решението на проблемите за кои што ние го бараме гласот од граѓаните е да се придонесе на собствената држава, на собствениот народ, да се придонесе на граѓаните за да имаат подобар живот. И решението на проблемите за секој пратеник, било од овој состав или од претходен или иден состав, и за мене е патриотизам. Нерешавањето на проблемите или пак создавањето на нови проблеми и така натака, значи да работиш против собствената држава. Ова го велам затоа што сме имали случаи и во овој состав, имало проблеми кои што сме можеле да ги решиме, меѓутоа не сме ги решиле. Го велам ова затоа што сите граѓани на Република Македонија, според мене се разбира, во 90-тите години очекува Македонија да биде Швајцарија на Балканот. Велам во 90-тите, по 25 години, ние сме во дилема, слушајќи ги политичките лидери, значи сме во дилема по кој пат ќе оди Република Македонија. Велам по кој пат, затоа што и лидерот на ВМРО-ДПМН побарала 63 гласа, како во овој состав, и лидерот на опозицијата, читам денес исто така вели, опозицијата ќе добие 63 гласа или пратенички места. Почитувани, овој парламентарен состав или ова позиција немаше само 63 гласа, туку имаше 83 гласа. Меѓутоа, тоа не значи дека ќе ги добиеш тие места, седишта во собранието и ќе ги решиш проблемите и ќе ја извадиш земјата од кризата. Мислам дека на Република Македонија и треба нова визија. И треба да оди по еден друг пат кој што е идни на Република Македонија. Тоа е патот на решавање на проблемите со кои што се соочува Република Македонија, и тие се многу на број. Граѓаните очекуваат Република Македонија да биде дел од НАТО. Граѓаните на Република Македонија очекуваат Република Македонија да биде дел од Европската Унија. Да бидеш дел од Европската Унија и НАТО, и да ги постигнеш тие стандарди што ги бара НАТО и ЕУ од нас, не ги бараат затоа што им се потребни на Европа, Брисел и Вашингтон, туку ги бараат затоа што се потребни за нашите граѓани во Република Македонија. И сосема на крај, ќе ви кажам најискрено, имав убава соработка со сите пратенички групи, со сите пратеници во собранието, почнувајќи од председателот на парламентот и така натака, меѓутоа, начинот како од страна председателот на собранието се менаџираше, особено давањето простор на подпредседателите на собранието да председаваат со пленарните седници, и јас сум лично разочаран од тоа. Го велам ова затоа што требаше како јас, така и двајцата други подпредседатели да имаат простор да председаваат со пленарните седници. Ако проблем за председателот беше тоа што Рафи Салити ќе седне горе и ќе председава на албански јазик, мислам дека тука греши и ВМРО, не Трајко Велјановски. Затоа што јас, или мене ми е јасно дека председателот на собранието ги следел политиките на субјектот што ги застапува или го представува. Го велам ова затоа што не подпредседателот на собранието албанец во Македонија, туку многу брзо ќе дојде време таму на тоа седиште да седне представник албанец и тој ќе биде председател на собранието, и верувам дека ќе председава со достоинство, ќе ги председава пленарните седници на собранието на Република Македонија, и сигурно и граѓаните и идните пратенички состави ќе бидат многу позадоволни отколку со досегашните председатели, без оглед на која заедница припаѓале во случајот, велам, на македонската етничка заедница. Благодарам. После 2 години доаѓаме во момент во кој што бар очигледно
четирите најголеми политички партии, а и представниците, односно пратениците кои што се независни во Македонското собрание, некако консензуално се согласија да се одржат предвремени парламентарни избори во Република Македонија. Тоа е очекувана одлука, заради тоа што македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија, албанците, турците, власите, србите, бошњаците, ромите, не заслужуваат онаква дестабилизација на државата каква што и беше приредена. Граѓаните на Република Македонија не заслужуваат, не поддржуваат и не прифаќаат рушење на институциите на државата онака како што постоеше обид да се направи тоа. Граѓаните на Република Македонија, без разлика на својата етничка или религиозна припадност, не прифаќаат нити обиди за рушење на монетарниот и банкарскиот систем. Онака како што неколку така наречени експерти, а всушност бивши министри во владите на СДСМ се обидоа да го направат со внесување на страв дека банките во Република Македонија што туку не пропаднале. Граѓаните на Република Македонија исто така не заслужуваат да гледаат физички напади врз припадниците на Министерството за внатрешни работи, онака како што видовме од представници на една политичка партија. Граѓаните на Република Македонија нити заслужуваат, нити поддржуваат вербален атак врз армијата на Република Македонија во клучните моменти кога армијата на Република Македонија ја бранеше нашата јужна граница од најголемата мигрантска криза. За жал, ги гледавме тие вербални атаци. Додека нашите припадници на армијата ја бранеа јужната граница, невладините организации на СДСМ маршираа против армијата во Скопје. Граѓаните на Република Македонија и македонскиот народ не заслужуваат да гледаат дека втората по големина партија во Република Македонија ќе соработува и ќе црпи поддршка од разни ликови од типот на расчинетиот владика Вранишковски. Граѓаните на Република Македонија никогаш нема да поддржат политика која што значи виткање на кичмата и калкулирање со националниот идентитет на македонскиот народ и со името на Република Македонија. Онака како што лидерот на Социјалдемократскиот сојуз во неколку пати во минатите неколку години наназад кажа дека има намера да направи. Граѓаните на Република Македонија нема да поддржат и не поддржуваат пазарење со внатрешните меѓуетнички односи и пазарење со уставното устројство на оваа држава. Онака како што видни представници на Социјалдемократскиот сојуз кои директно, кои индиректно најавуваат дека планираат да направат во следниот период. Граѓаните на Република Македонија не сакаат повеќе со оваа држава да маневрираат, да ја манипулираат и да ја уценуваат разноразни припадници на безбедносните служби од минатиот систем, кои што до ден денеска неказнети, за жал, ја малтретираат целата држава, кои што за жал учествуваа и во следењето на многу политички представници во почетокот на 90-тите години, кои што учествуваа во креирање на аферата Големото уво, кои што учествуваа во креирање на воениот конфликт во Република Македонија, кои што очигледно учествувале во креирањето и прислушкувањето во минатите неколку години и кои што денеска рамо до рамо
и тука во парламентот, и надвор од парламентот, со истите удбашки методи се обидуваат да ја уценуваат целата држава. Граѓаните на Република Македонија не сакаат да прифатат никакви квази институции кои што работат по туѓи агенди и кои што имаат сомнителна цел во своето работење. Граѓаните на Република Македонија конечно не сакаат да прифатат политика која што значи нарушување на меѓународната позиција на Република Македонија. Граѓаните на Македонија не сакаат да прифатат дека говори на дел од македонските пратеници треба да наликуваат на говорите на портпаролот на Министерството за надворешни работи на нашиот јужен сосед. Почитувани пратеници, следните 50 на дена, како никогаш досега, ќе бидат клучни за тоа дали Република Македонија ќе чекори по патека која што ќе значи стабилност или ќе дозволиме на разни удбашки структури повторно да ја вовлечат оваа држава во сомнителен колосек. Нашиот народ е трпелив, но и мудар. Нашиот народ гледа што се случува во Република Македонија, но нашиот народ гледа што се случува и во регионот, гледа што се случува и поширок. Нашиот народ нема да дозволи сценариото кое што требаше да значи меѓуетнички конфликт помеѓу македонците и албанците, кое што требаше да значи внатреетнички конфликт помеѓу македонците, кое што требаше да значи рушење на институциите, кое што требаше да значи рушење на државата Република Македонија, да го прифатат и да го аминуваат. Почитувани колеги пратеници, со задоволство ќе гласаме денеска за распуштање на собранието и тоа го правиме неколку пати за жал. Се надеваме дека колегите од Социјалдемократскиот сојуз после 2 дена, 4 дена, 5 дена, 10 дена или на 5 дена пред изборите нема да трчаат по странските амбасади да параат помош, некој да ги спасува од сигурен изборен пораз. Заради тоа што овој пат македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија ќе се борат оваа држава да продолжи да привлекува странски инвестиции, да продолжи да отвара нови фабрики, онака како што минатите денови се отворија во Охрид, во Велес, онака како што работат веќе во Штип, во Кочани, во Струмица, во Бунарџик, во Битола, во Кавадарци. Граѓаните на Република Македонија ќе застанат за тонаа политика која што значи отворање на десетици и десетици илјади нови работни места. Граѓаните на Република Македонија ќе гласаат за онаа политика која што значи буквална реизградба на целата патна инфраструктура во Република Македонија. На патиштата кон Западна Македонија, на патиштата во Западна Македонија, на патиштата кон Источна Македонија, на патиштата во Источна Македонија, на патиштата долж по Вардарието и во Централна Македонија. Почитувани колеги пратеници, граѓаните на Република Македонија на 11 декември ќе испорачаат 2 пораки. Првата порака до следниот состав на парламентот е да продолжите да ја градите Република Македонија. Втората порака, почитувани пратеници, е да си ја зачувате Република Македонија онаква за каква што се бореле генерации македонци. Благодарам. Благодарам. Бидејќи исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општата расправа е завршена. Со оглед на тоа
што не се поднесени амандмани за седницата на собранието, преминуваме на одлучување по предлогот на закон во целина. Ве подсетувам дека врз основа на член 63 став 6 од Уставот на Република Македонија, собранието на Република Македонија се распушта ако за тоа се изјасни мнозинството вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката го ставам на гласање, ве повикувам да гласам. Колеги пратеници, ве молам. Сакам, колеги пратеници, пред да го прогласам резултатот од гласањето, што е очигледен, сакам да ви се заблагодарам за соработката што имав со вас. Соработката беше во интерес на Република Македонија и ви благодарам лично на секој од пратениците кои што придонесува за подоброто на Република Македонија. На секој од вас, на личен и професионален план ви посакувам успех во натамошниот период.